Почитувани присутни, овој нов експресен пат што се гради од Дреново до Клучката градско, дел од коридорот 10D е уште еден пример дека посветено работиме на изградба на безбедни и модерни патишта. Со тоа што создаваме европски услови за живот за граѓаните овде, во државата ја поврзуваме Република Северна Македонија со Европа. Делницата на експресниот пат од Дреново до Клучка градско практично се спојува со еден од најфреквентните патни правци во земјава градско Прилеп. Со тоа ги поврзуваме источниот и западниот дел од државата и обезбедуваме комуникација и кон север и кон југ. Неговата изградба затоа е од големо значење за подигнување на нивото на безбедноста во сообраќајот во овој регион. Овој дел е исто така дел и од паневропскиот коридор 10, односно кракот 10D, патот од Дреново до Клучката градско и влегува на картата на европската патна мрежа. Патот е во должина од 15,5 км и станува збор за современ експресен пат со мостови, клучки, надвозници, подвозници и одводнување. А е финансиран во најголем дел со пари од европските ИПА фондови. Над 21 милион евра европски пари се вложени во изградбата на овој пат и над 3,5 милиони евра државни пари. Реализацијата на изведбата е 75%. Во моментов се разделува можност за дофинансирање на околу 9,8 милиони евра, исто така од европската ИПА структура, со цел проектот да се комплетира во првите месеци од следната година, како што е проценката на надлежните органи. Како што може да се уверат и граѓаните, ние како влада имаме поддршка од нашите европски партнери во нашите искрени напори да осигураме европски стандарди тука и да ја внесеме државата во Европската унија. Европската унија е убедливо најголемиот донатор на Западниот Балкан, како и во нашата држава, за исклучително важни проекти како што е овој пат на кој што денес се наоѓаме. Преку ИПА програмата досега во земјава за модернизација на инфраструктурата и за развој се вложени околу 1 милиарда евра неповратни средства. ИПА 3 програмата од 2021 до 2027 година е веќе започната. Проектираните средства за 2021, 2022 и 2023 година се со вкупен износ од околу 243 милиони евра, а во тек е програмирањето за 2024 година на финансиски средства во износ од 80 милиони евра. Преку ИПАР 2 програмата имавме на располагање 60 милиони евра, кои што со нашето одговорно работење ги наменивме во целост за потребите на граѓаните. И поради најголемата искористеност од 98% на средствата од ИПАР 2 програмата, први во регионот почнуваме со новата ИПАР 3 програма. Европската унија ни ги зголеми средствата за 62% и сега имаме нови неповратни 97 милиони евра за располагање за модернизација на македонското земјоделство. Исто така Европската комисија, како што е веќе познато, предложи и се одобри макрофинансиска помош за Северна Македонија од 100 милиони евра. Тоа е дополнителна потврда на сите реформски процеси кои што државата ги прави и кои што беа исто така услов за одобрување на оваа макрофинансиска помош. Претходно комисијата усвои предлог финансиски пакет од 3 милиарди евра за 10 партнери од проширувањето и соседството за да помогне во облажувањето на економските последици од пандемијата, од кои 160 милиони евра доби Северна Македонија, а добивме и грант од 80 милиони евра за справување со енергетската криза. И јасна и видлива разликата на времето кога државата беше во меѓународна изолација и кога граѓаните тонеа во сиромаштија, и денес, кога сме земја членка на НАТО и одиме по јасен европски пат. Имаме рекорден број на инвестиции, рекорден број на нови работни места и рекордно намалување на невработеноста. Повисоки плати, повисоки пензии, највисока историска минимална плата, највисока историска просечна плата, 3 пати поголема социјална помош, како и најголема историски државна помош за домашните компании, како за одржување на ликвидноста, така и за нови инвестиции во компаниите. Сите можат да се уверат што значи да се има европска поддршка во развојот и солидарноста и кога сме на европскиот пат. Таа поддршка ќе продолжи со многу повеќе финансиски средства преку нови програми и фондови кога ќе станеме членка на Европската унија. Тоа го покажуваат примерите со развојот на Романија, Чешка, Словачка, Полска. Една земја членка на Европска унија од фондовите на унијата добива над 10 пати повеќе финансиски средства по жител отколку земјите кандидати за членство. Овие пари значат инвестиции во животен стандард, во нови работни места, во подобро живење на граѓаните и примена на европските вредности дома. Тоа што го очекуваат посебно младите генерации во нашата земја.
Ја имаме денес неповторливата шанса до 2030 година да станеме членка на Европската Унија. А во меѓувреме со тоа што ќе продолжиме со нови чекори напред по европскиот пат, ќе ни бидат достапни и бенефитите до новите чекори од Европската Унија код Западен Балкан. Нов план за раст на Западниот Балкан веќе најави претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен. Тоа значи можност за пристап до единствениот пазар на Европската Унија, пазар од 500 милиони луѓе и отворени врати за соработка и бизнис што ќе ни овозможат забрзан развој. Значи длабока регионална економска интеграција и зголемување на предпристапните средства. И должност на сите е сега, кога европскиот фокус кон нас е најголем досега, да не ги попречи од дома перспективите, туку да ги осигураме конечно европските перспективи на граѓаните, на младите и на нашата држава. Во оваа прилика ќе упатам благодарност до амбасадорот на Европската Унија, господинот Гир, во име на граѓаните на нашата земја, за големата поддршка од нашите европски партнери во реализацијата во оваа наша стратешка голема европска цел. Благодарност и до граѓаните на Европска Унија, до нивните даношни обврзници, чии што финансиски средства преку ИПА фондовите се инвестираат во нашата држава, а една од тие инвестиции е овој модерен експресен пат на кој што се наоѓаме денес. Ви благодарам.